Добра вечер. Последна ден во оваа 2025 година. На полнок ја испраќаме старата и ја пречекуваме новата 2026. Добра вечер во дневникот на КТВ. Македонските граѓани и годинава, новата година, ќе ја дочекаат во согласност со личните желби и финансиски можности. Туристичките понуди покажуваат интерес и за домашни дестинации за патување по европските метрополи. Голем дел од граѓаните остануваат во своите домови. Денеска во општинската зграда во Кавадарци се одржа традиционалниот новогодишен коктел во организација на општина Кавадарци. На свечениот прием кај градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и советот беа присутни бројни представници на општествено-политичкиот и јавниот живот на Кавадарци. Во своето обраќање градоначалникот крена здравица и упати желби за среќна, успешна и берикетна нова година со порака за заедништво, развој и напредок на Кавадарци. Лани од ова исто место си посакавме многу здравје, многу среќа, многу радост и многу проекти кои во изминатите 12 месеци станаа наша реалност. Таа наша реалност овозможи нашето Кавадарци да добие нов, уште поубав инфраструктурен тек, овозможи поквалитетни јавни услуги за нашите сограѓани, овозможи нашето Кавадарци да биде гордост како на секој граѓанин кој живее во Кавадарци, така да биде и општина препознатлива во Република Македонија. Почитувани присутни, ви благодарам за вашето трпение, ви благодарам за вашата подршка и ви благодарам за вашата подадена рака во изминатата година. Воедно, сакам да ве повикам, сите вас, заедно со локалната самоуправа да продолжиме да го градиме Кавадарци од чекор во чекор, од ден во ден. Тоа му го должиме на претходните генерации, тоа го можеме како генерација да го направиме сега, а тоа ќе овозможи да направиме инфраструктурни објекти и да направиме нови насоки на општествено живење кои ќе бидат гордост на нашите идни генерации. За наредната 2026 година верувам ќе си посакаме уште поамбициозни и уште поголеми желби. Дел од тие желби ќе значат визија за едно ново Кавадарци, дел од тие желби поддржани од централната власт, се надевам дека ќе станат капитални проекти кои ќе бидат белег на нашето време, а ќе бидат гордост и ќе ги почувствуваат бенефитите идните генерации, затоа што секоја генерација си го живее своето време, а ние си го живееме нашето. Како што беше доблесно и храбро кои тие што го градеа Кавадарци во изминатите 3 декади, сега ова е наше време. Јас се надевам дека со подадена рака, со граѓаните на општина Кавадарци, со локалната самоуправа, заедно сите еден до друг, заедно со сите чинители, заедно со општествениот сектор од страна на приватното претприемништво, општина Кавадарци има што да покаже. Впрочем, денеска имаме Кавадарци кој има прилично екстензивен и прилично инвазивен инфраструктурен бум. Денеска имаме Кавадарци кој може да биде гордо на начинот на функционирање на самото водење на самата локална самоуправа и денес Кавадарци е пример каде што ниедна општествена сфера не е занемарена, односно од образование, преку спорт, преку социјала, преку пензионери, преку сите сфери на нашето функционирање се овозможи заедно Кавадарци да го градиме онака како што треба. Од име како претседател на Советот на општина Кавадарци сакам да упатам една благодарност до приватните фирми во општина Кавадарци кои во изминатата 2026 година беа редовни покровители на нашите културни манифестации и кои беа редовни покровители во сите спортски здруженија и спортски колективи. Почитувани, Кавадарци не е ничија привилегија, Кавадарци е на сите нас. Така да би ве повикал во тој дух да размислуваме во 2026 година без разлика на политичка боја и ориентација, затоа што иднината не е во поделбата, иднината е во заедништвото. Тоа заедништво ќе овозможи да направиме дејства со кои ќе се гордееме ние заедно, а тие дејства ќе предизвикаат иднината која доаѓа после нас да биде горда на нас. Се наоѓаме во предвечерието на 2025 година. За новогодишните и божичните празници на вашите семејства ви посакувам топлина, радост. Во вашите срца да понесете добра мисла и надеж дека 2026 година ќе ни биде поуспешна, ќе ни биде поразвиена и ќе ни биде поберичетна. Од името на Советот на општина Кавадарци, како претседател на вашите семејства ви посакувам здравје, љубов, благодет и хармонија и ви посакувам во 2026 година да изнудите многу убави моменти и многу топли насметки. За крај, сосема на крај,
Сакам да го повикам човекот кој беше најтранспарентен во општина Кавадарци во изминатите 8 години. Човекот кој го направи Кавадарци во една сосема трета димензија, човекот кој направи Кавадарци да биде наша гордост, човекот кој го посакуваа да биде градоначалник сите општини надвор од територијата на општина Кавадарци, а е наша привилегија. Човекот кој направи општина Кавадарци да функционира под една палка збратимено, без поделба како Кавадарци да биде на мој или твој. Човекот кој возможи да го живееме Кавадарци на сите луѓе. Јас како председател на Советот на општина Кавадарци во изминатите 5 години му должам една голема благодарност за неговата безрезервна поддршка која дава кон Советот на општина Кавадарци и се надевам дека во тој дух ќе ја продолжиме соработката и во наредната 2026 година. Почитувани присутни, најнапред сакам да оданем една почит и да се заблагодарам за вашето присуство тука. Ова е вашата општина, ова е вашето место, така да општината е таа која што не сплотува и со која што заедно твориме и работиме за подобро утро на сите наши сожители низ цела општина Кавадарци и град Кавадарци. Рамов исцрпно кажа многу работи, ја само би накратко потенцирал неколку работи. Кавадарци е град кој што веќе сум на чело како градоначалник трет мандат со почеток, реци 9-та година отвараме и можем да кажем с пофално дека во овие 8 изминати цели години Кавадарци дојде на нивото да има намален број на прекршци, намален број на кражби, намален број на кривични дела, а уште побитно е тоа што и кривичните дела, и прекршците и сите други безбедносни мерки, вклучувајќи и територијалната противпожарна единица и општата болница, работени се завршени на ниво и се завршени во најголем број, се откриени и разрешени во брз рекорден период или време. И тука би сакала да кажам дека ако сакаме како држава да се мериме и да има мерило, би било добро да почнеме да си правиме и внатрешни анализи на она што значат општини, за да има надпревар, не меѓу градоначалници, меѓутоа меѓу и другите државни или јавни или било какви институции. Така да јас за општина Кавадарци нема да согласам со генералната анализа на Македонија дека македонскиот народ е подеднакво стречен колку украинскиот народ што е во војна и дека судство, правосудство или полиција или болница дека функционира со минимален капацитет и дека доверието е на ниско ниво, макар и општината. Како општина се издигнавме од 6-то место на 3-то место по транспарентност, а тоа е заеднички со сите други институции кои што ги имаме, сплотени заеднички без разлика дали доаѓаат од централната власт, дали доаѓаат од независни институции или од институции кои се под локалната самоуправа. Единствена општина што успеавме да секој дете биде згрижено во градинка, единствена општина што успеавме да имаме од 1 до 5 оброк за секој дете, да немаме ниту еден саат, ниту еден ден прекинување на водоснабдувањето, освен со исклучок на неколку дефекти, да немаме ни еден пожар посериозен на територија, а сме втора територија поголемина во Македонија, со шуми, со планини и така натаки. Да немаме посериозни работи за тоа што еве сега се воведува Safe City по Скопје, ние веќе околу 400 камери ги имаме од пред 5-6 години кои што се контролираат и работат во делот и на прекршниците, во делот и на кривичните дела, по налог на институциите, а пред се во делот на спречувањето на хулиганство и уништување на урбана опрема на општина Кавадарци. Да се направат нови паркови, јавен превоз, паркиралиште, стационар и сакам да кажам дека во моментот општина Кавадарци има отворено 17 милиона евра проекти, 17 милиона евра проекти кога станува еден збор за почеток на 26-та година кои се од капитална инфраструктура и од големо значење. Ќе спомнам само неколку од нив. Тоа значи дека вчера се распиша тендерот за старечкиот дом, групен дом за сместување на 65 лица. Во моментот се работи на спа центар, се работи на картинг, се работи после 1991 година за прв пат за доградба на спортска сала Јасмин, се работи на биопазар, се работи на мостот Марена Сопот кој што е од минато време и е небезбеден, се работи на водоводи, се работи на градинка во Сопот, се работи на инфраструктура и во овие 17 милиона евра не е спомната заобиколница која што треба да ја добие општина Кавадарци.
На пред неколку дена на совет кажав јавно и стоам позади тоа дека во овие наредни 3 години начело како градоначалник заедно со совет и со службите и со нашите сограѓани, општина Кавадаци трајно ќе го реше загадувањето на амбиенталниот воздух во делот со гасификација и топлификација. Проектот го имаме, планот го имаме, средства имаме обезбедено, амбиции и желби имаме, луѓе за работа ги поседуваме, така да нема пречка да тоа не го направиме и ќе бидеме меѓу првите општини кои што ќе го подобре квалитетот на воздухот или ќе го реше трајно, а со тоа си ги решили многу здравствени проблеми кои што се јавуваат од делот на загадениот воздух. Не е заборавено ниту земјоделието, не е заборавено ниту образованието, ниту здравството, ниту една гранка. Сега сме тука за сите, како општина транспарентна и општина која си ги завршува своите буџети, својата одговорност и сакам да се заблагодарам пред се на сите јавни институции, на образовните институции кои што ни се многу битни да во овој период го подобриме образованието до година воедносменско и да изградиме наши идни генерации кои ќе движат во прав правец и кои што ќе можат да продолжат да ја развиваат општина Кавадаци пошироко. Нема да забораваме тука заедно да заблагодариме на приватниот сектор кој што не себично сега ще поддржува во делот на спортот, во делот на други донации и можам слободно да кажем од денешна гледна точка дека за 26 година уште за месец јануари имаме обезбедено 1.700.000 евра донација од 3 приватни компании во делот на инфраструктурата. Сега, за да имаш 1.700.000 евра донација од 3 компании, треба да си транспарентна општина, треба да си честна општина, треба да си општина која што се вложил, а ја градиш заедно со службите, со советот и нормално со нашите сограѓани. Се бива кога е нештото видливо и јасно и секој еден сака да помогне. Сакам да кажам дека 2025 година поминавме во еден релативно добар период, со добра програма, со изборна програма во меѓувреме од 2 до 3 месеци. Меѓутоа 26 година ќе биде предизвик, каде што ќе почнеме уште на 1.1. да работиме. Ево официјално на 1.1. ќе биде и господинот Христијан Мицкоски, премиерот на владата, присутен во Кавадарци на отварање на 3 објекти, така да мислам дека ќе биде и ова бюджетна година, ќе ја почнеме од Кавадарци и на 30 декември 26 пак ќе ја завршиме Кавадарци. Кавадарци стана фактор, Кавадарци е битен, кавадарчани се предпознатливи по својата топлина, по својата љубезност и мислам дека го заслужуваат да бидат видливи и да бидат ценети. И посакам му 26 година пред се здравје, успех и на приватен и на професионален план, а пред се здравјето на семејството, вашето здравје и да бидеме сплотени за да можеме заеднички да ги оствариме сите наши цели кои што ни се зацртани. Како градоначалник ми е чест и задоволство што ја водам општина Кавадарци веќе 8 години и наредните 4 и мислам дека гордоста е на моја страна за тоа што верувајте дека нема нешто поубаво да се води ваква општина со убав народ, со добри капитални проекти, со добар развој, со инфраструктура, со туризам и со сведере. Да сте ми здрави и живи и 26 година да бидеме поуспешни. Срекни новогодишни празници, многу здравје и успех во новогодишната честитка од градоначалникот Митко Јанчев. Драги сограѓани, на прагот од новата 2026 година од срце ви посакувам радост и здравје, исполнување на сите ваши желби. Нека секој нов ден во 2026 година ви носи многу среќа, здравје, радост и искористувајте го да бидете сплотени и да бидете заедно со вашите семејства. Нека годината што доаѓа ни подари сила и повеќе инспирации и ентузијазам за подобро и за поубаво Кавадарци. Да бидеме оптимисти, да работиме заеднички. Особена е честа кога се работи со цело Кавадарци. 2026 година нека биде година запамтена по многу здравје, многу успеси и на приватен план и на општествен план на општина Кавадарци. Нека биде година кога Кавадарци ќе прерасне во инфраструктура и капитални објекти во интерес на сите наши сограѓани. Нека ни е среќна, благословена новата 2026 година.
Здравје, радост и среќа во новата година. Порака од председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, минатата година заедно си посакавме здравје, успех и просперитет. Денес, кога ја гледаме реалноста на изминатите месеци, сме сведоци дека многу од тие желби се остварија. Нашето Кавадарци стана поубаво, поуредено и поразвиено, со реализирани проекти кои ја подобрија инфраструктурата, условите за живот и се вкупниот лик на нашиот град. Ви благодарам за довербата, поддршката и трпението, а воедно ви благодарам што заедно ја градиме нашата општина чекор по чекор, ден по ден. Но нашата приказна не застанува тука. Сега е време да посакаме уште поголеми и поважни желби. Проекти кои доправа ќе се реализираат, идеи кои ќе донесат нови можности и визии за просперитет и кои ќе ја зацврстат нашата заедница. Во новата година продолжуваме со уште повеќе енергија, јасна визија и одговорност кон секој граѓанин. Нашата цел е општина Кавадарци да биде уредна, безбедна, развиена и место каде што младите ја гледаат својата иднина. Во пресред на новогодишните и божичните празници, нека нашите домови бидат исполнети со љубов, радост и топлина, а нашите срца со надеж и оптимизам за тоа што доправа следува. Да посакаме и да се стремиме кон уште една поубава, посречна нова година за сите. За сите вас и на вашите семејства ви посакувам многу здравје, мир, радост и среќа. Нека 2026 година ви донесе многу успеси, насмевки и многу убави моменти. Среќна нова година и среќни божични празници. Среќна и успешна нова година на сите граѓани им посакува градоначалникот на општина Росоман Ѓорги Крстевски. Почитувани жители на општина Росоман, во име на градоначалник на општина Росоман, општинската администрација и Советот на општина Росоман, а во пресрет на новата 2026 година, би ви посакал многу здравје, среќа и мир и благосостојба во вашите семејства. Нека новата 2026 година донесе повеќе успеси за сите нас. Среќна нова 2026 година. И оваа година се работеше, меѓутоа и се грешеше. Што се забележа нашата екипа надвор од официјалниот дел кој што се емитува во програма. Следуваат гафови. Може да почне? Може. И 4, и 5, и ова е многу добро за снимање, види го. Абе, сега. Игор, почиња. Пренесе тоа добро и на тие се секој го држи. Игор, добро, почиња. Поштувани колеги, реплици. Ја зараз да се. Добро, дечки, почиња седем се снима. Јосеф, почиња седем се. Пак ли гафо веќе прави се? Што снимам таму? Колектор кој што излегува надвор од селото и во... За кој се возборува? Се збуни. Де се нека не го ламат. Се збуни. Градоначалникот е искомплексиран од моето присуство и некогаш, и кога не сакам он, ќе ме испровоцира нешто да кажам и ајде сега, пошто е крај на мандат, нека биде и позитивна критика. Охо, и нојот има јајца, ама џабе. Не знам што ми е. Ајде, не сум фокусирана политики. И тоа ме асоцира на број 10, како што е во фудбалот Лука Модрич број 10, тој отиде у Италија, у Милано, па да се придружите и вие таму после избори да ве продадеме, таму даваат многу пари, 10 милиона евра што сме должни како општина и мислам дека и уште плюс 10 ќе дадат, градот ќе биде 10 милиона у плюс. Че ме продавал 10 милиони евра, како 10 бе? Под милиарда не мрдам бе. Може да почне? Може. Ој точно, воспитци администрацијата. Чекам малку. Стој. Значи, Как може лопати да немаш се? Твоите ги трошиме. еден ден одам да измијам раци и гледам два тоалета, нешто шушкат. Машки глас слуша ми вика, шо правиш? И ва друга страна ми вика, ништо, поручик се види. Јас сум цел тука. Знаеш как ми тече 3 пати за тренувак да си бришам туку. Мене ме чеш, ми тече што сълзи. И мене баба со вампири ме запиваш. Ќе дојдат вечер. Ке кажеш пролетта дојде. Приказка да измислам.
Ева, професор, сега што го видов е вистина поговорката. Кој си праве, сам си праве. Ама ја на дете само кажувам приказки соодветни според возраст. Втикваш ко негде в некое село, кај слана тивка венеше цвете, убија дете. Најтешко да рецитираш. Бога ми тоа. Ти што имаш по рецитирање? Петка бе граначалник, јас бев скроз одлична ученичка. Петка. Да ви сега ми се взе мислот. Чекај да се сконцентрирам малку. Се со единствена цел да пристапиме услугите наши да бидат на едно повисоко ниво, затоа и се опремуваме. Тука возот. Крак од Димирке Пијани Готино, воз до Кавадарци. И товар, и брз воз. Ево, Секалиев е долго време советник и може повеќе да каже и од мене. Градоначалникот е искомплексиран од моето присуство. Ти немаш морал да го кога се лути за мене. Непцом. Това е трагедија. Ајде, не сум сконцентрирана. А за тоа што викаш дека розово гледам и приказки кажувам, Градоначалникот нас назначува. Да го замолиме да ме назначи мене за премиер да бидам малку. може да биде. Значи јас патам и имав петка пополнение на времето. Советниче, да не го оптеретуваме советот, може и после совет да се видиме и утре, друг кога се послободни да помогнете ми. Првенствена, леле превентивна кажав, ајде. И мене некој лозарик застана. Професоре, крој ме вика лозата, вика на куси ракави. А сред февруар. Това е сред зима. 20 октомври, леле. Мува има бе човеци. Това е сред зима. Ангел кој го форсира тие тоне, не ме пуштај. Гледајте КТВ телевизија. Пред мајо ќе имаме уште еден циркус. Значи не можете да правите таква турлитава и таква ментална, да кажем, гимнастика, каде што и едното го прифаќате и другото го прифаќате. Како советник си тука четврти мандат, кој си, не знам, шести. Градоначалникот е искомплексиран од моето присуство. И ти имаш придонесено на оваа општина, ама поготово распадот на општината. Градоначалник, апсолутно мнозинство, ве направи вас од хуман човек да бидете централист, абсолютист и да донесовте у градот монополизам. Тие трите фактори се за вас штетни. Мора че дојде време на робот, на вешка интелигенција, никој нема да ми треба. Да даде Господ да биде малечо. Сега спорт, така? Тоа печно ми е прочитал, нема поима шо е. Дај ми ги тие топките жути вака, ќе ги жонглирам. Не. Ете ги таму, дај ги вака на... Не. Аман, ви еден спорт. И пуштање таму на весте. И пуштање таму на весте. Света. Света. На прсти одиш. А ти ги скршиш прсти, не се оди на прсти. Се оди на цела нога се гаси. И здраво, машки, не се плаши од ништо. Кај е штокот, бе? Сега се сгрее, се стопле. Кај е пивото, бе? Почувам па да заверглувам кога зборам на некој збори. Мезра квадратен. Како така? Кај е пивото, бе? Ма нема се пијам. Се пијам џабе. Не, јас не знам шо правиш ти уопште цел ден ти овде на работа. Краставиците ги извади од олкави. Како така? Краставиците ги извади од олкави. Среќата или кармата е пред се. Во даден момент прав потек да направиш. Кај е пивото, бе? Не галамите таму, Дзензерот е измрзнат, тие стариот шо е. не галамите таму.
И добро, они порано Крушка не е измрзната, мислам. Неги брдови човеците. И црешата, они покасно Ствари и отварат цреш, желе. ма и црешта е малку сумнително Покасно беше. отварат. Ај, од Летко стоите почеток. тука. Вторник, 7 септември. Никако да се научам октомври, ајде. Аби сега ми се зе мислот. Па септември, ајде уште еднаш, ноември. Аби сега ми се зе мислот. Не бе, нешто не сум концентрирана, чекај. А кај вас собственикот од петка почнува? Глупости трескам, нели гледаш, не читам? Аби сега ми се зе мислот. Тој месец ми е влезен септември од пред тоа. 20 има запишано ако останат. Фремчо, амало вие сега е минјава, леле, ајде. Каква е џа... Чекај само малку. Охо, и нојот има јајца, ама џабе. Пак се вика ној, не е лав. Сконцентриши се мало. Сак ще прашам. Нормално. Ова невеста моја да не. А не. Сконцентриши се мало. Јас кога ти зборев Джеле, тоа е ненормално. Си спомоја. Не бе, не се снима, дај баве. Не се снима. Не, некој се ме дадиш. И само се подигаш вака со глава од тука. Тука сум. Кај жали те снима. Ме снимавте? Ај. Зоце, сигурен си дека е добро? КТВ телевизија е уникатна, ви. – 2026 година ќе биде година на раздвижување и преобразба, најавува премиерот Христијан Мицковски. Годината што ја испраќаме не беше лесна. Таа беше година на сериозни предизвици. Година во која државата мораше прво да застане на нозе. После долг период на нестабилност, несигурност и на разнишени институции. Беше неопходно да се направи стабилизација и консолидација. Тоа беше услов без кој не можеше да се оди понатаму. Во текот на оваа година многу работи се поместија од мртва точка. Работевме тивко, системски и одговорно. Се поставуваа темелите. Се расчистуваа наследени состојби. Се носеа одлуки кои не секогаш беа лесни, но беа исправни. Го зајакнувавме институционалниот капацитет на државата и ја враќавме логиката на ред, закон и одговорност. Посебен акцент беше ставен на правната држава. Започнавме процеси кои значат воспоставување на еднаквост пред законот и јасни правила што важат за сите. Реформите што ги отпочнавме не се козметички, тие се длабински и суштински. Таквите реформи бараат време, но тие се предуслов за функционална држава и здраво општество. Свесни сме дека за граѓаните најважно е како тоа се чувствува во секојдневниот живот. Затоа, оваа година ја гледаме како година на подготовка и поставување основа, а годината во која влегуваме како година на видлива реализација. Проекти што се планираа, програми што се подготвуваа и политики што се дизајнираа. Во 2026 година ќе ни дадат нови, конкретни, мерливи резултати. Со право можам да кажам дека 2026 година ќе биде година на раздвижување и година на преобразба. Година на раст со реализација на значајни инфраструктурни проекти. Година на економско зајакнување со нови инвестиции, поддршка за стопанството и отварање можности за работа и развој. Година на политичка стабилност во која институциите ќе функционираат појасно, поефикасно и поодговорно. Година на вкупна преобразба на Македонија. Нашата визија е јасна и недвосмислена. Држава во која законот е темел, институциите се сервис на граѓаните, а економијата се движи напред, надежта, повторно се враќа кај луѓето. Не ветуваме чуда, туку напорна работа. Не зборови, туку конкретни резултати. Не сме срекни што политичката сцена не секогаш ја осликува зрелоста што ја заслужува државата. Но верувам дека со тек на време ќе созре и свеста дека националните интереси и иднината на граѓаните мора да бидат над се. Државата има потреба од одговорност, сериозност и заедничка грижа за општото добро. Пред нас е нова година. Година на надеж, но и на голема обврска. Обврска да се испорачаат резултати. Обврска да се
оправда довербата од граѓаните, обврска да се продолжи по патот на реформи, развој и стабилност. На сите ви посакувам здравје, мир и сила. Да влеземе во 2026 година со верба дека напорната работа ќе се исплати и дека Македонија ја движиме во вистинската насока. Среќна нова година! За околу 250.000 ученици во основните и средните училишта во Република Македонија денеска започна зимскиот распуст. Ке трае до 20 јануари 2026, кога учениците се враќаат во училишните клупи. А што јадеа македонските граѓани во оваа 2025 година? Над 50% од домашниот буџет на македонските домакинства во текот на оваа година биле наменети исклучиво за храна и пијалаци. Најновите податоци од статистичкиот годишник 2025 на Државниот завод за статистика откриваат дека едно просечно семејство трошело околу 159.000 денари годишно само за храна и пијалаци. Според статистика, најголема сума од семејниот буџет оди на месо, и тоа 38.397 денари, пошто следуваат млекото, млечните производи и јајцата, за што биле потребни над 30.000 денари. За производи од жито оваа година семејствата трошеле 25.000 денари, зеленчук 21.000, овошје 9.932 денари, најмалку се купувала рибата. На крајот на овој дневник следува и временската прогноза. Утре ќе биде претежно сончево и студено, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, температурата во интервал од -8 до 3. Од петок пак следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи, претежно од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, а температурите ќе бидат во пораст. На крај на дневникот ќе ви посакам убав помин вечерва за дочекот на новата година, многу здравје, среќа и радост во сите семејства во новата 2026 година. Секое добро, почитувани гледачи, ви благодарам и за довербата која што имавме во оваа година, а ја очекуваме и во наредната. До гледање.